Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште една сезона на нашата и ваша интернет М телевизија со вашиот водител Томислав Јовановски и новата проект програма наречена 00748. Драги гледачи, добре дојдовте во уште една емисија од серијалот Геополитичка призма, односно 00748. Најпрвен да ви ги честитам празниците. Љубов, вера, надеж, љубов, среќа, благодат да ве следи вас и вашите најмили, односно се надевам дека еден од двата најголеми, ако не секако најголем празник заедно со Божиќ и Великден си го дочекавте во една, како што приличи, домашна, убава, христијанска атмосфера. Оваа година се погоди заедно со она што се нарекува по јулијански и григоријански календар. Денеска нема да ве оптеретуваме со анализи. Овие денови се до среда, фактички од Велики четврток до преку неделата, денот недела, која се чествуваше Великден, па се до среда кога има литургии, едноставно денови за, иако многу од вас одат на работа, имат работни обврски, но сепак се некои денови за празнување, чествување и па и рефлексија и самоанализа. Денеска само ќе поставиме неколку прашања: каде оди демократијата? Дали примерот со судењето на Трамп е демократија? Дали примерот со судењето на Марин Ле Пен е демократија? Дали примерот со судењето и забраната, како и на Марин Ле Пен, да учествува на нешто се нарекува председателски избори 2026 чинам во Франција, е демократија? Дали судењето и забраната за да учествува, иако победи на првиот круг, Калин Ѓорѓеску во Романија, дали е демократија? Од истото запад или западниот дел од меѓународната заедница, пошто тоа не е целата меѓународна заедница, тоа е само западниот дел, или англосаксонски господари, заедно со нивните слуги во Белин и Брисел. Тие го викаме западен дел на меѓународната заедница. Дали овој начинот на кој пропагираат демократијата, или сте со нас и се е окей, или сте против нас, а тоа сте и вие затварани, вие процесуирани, вие забранети. Оставам на вас да размислите каде оди светот, а тоа секако се рефлектира и во Македонија. Како што напоменав во претходната емисија, спаѓам во оние, би рекол, ајде до негде и млади политичари кои што преку тие политички, дипломатски симулации, обуки на локално, национално, регионално, европски и на ниво на Обединените нации и НАТО, сме виделе како функционира реал политиката, што е, до каде се почитува во таа реал политика на геополитичката сцена, до каде се почитува меѓународното право, а од каде она што го нарекуваат rule-based, или ако меѓународното право е словото, тогаш од правен аспект, тогаш во реал политиката го имаме она што нарекува духот на договорите, а често духот на договорите значи сила правда не моли или сила Бога не моли, и таму каде што има сила, каде што има од интерес, и докога има интерес, особено овие англосаксонци, ги почитуваат договорите, а на момент кога се доволно јачени, договорите се преминуваат во словото на договорот, преминува во некаков духот на договорот, а духот на договорот се толкува на начин како што одговара, односно тоалет папир, тоалетна хартија, понашки. Значи,
можам да кажам дека, или онакако мене ме перцепираат надвор од Македонија, значи како заговорник на Европа, глобален играч, кој што има контакти со гледателни моćни кругови, но битното е дека кога велам Европа, таа Европа, ја гледам Европа е Европска унија Европа, тоа е само еден политички сојуз и економски, дури не е ни културолошки сојуз, иако culture is културата е се вели Гершнер, и има многу работи за да Европа биде културен сојуз, културолошки сојуз. Европа ја гледам како, че Европската унија има многу работи за да се издигне на ниво на Европа базирана на културолошки фондации, значи на културолошки столбови, за да бидат јаки темелите. Ја гледам Европа како простор од Атлантикот, па се и преку Кавказот и Урал до далекиот исток, таму Владивосток, односно тоа што се нарекува Евроазија. Тоа некојаш многу одавна било еден сегмент, иако и сега географски еден сегмент, но било еден сегмент во однос на и трговијата и во однос на миграциите. Однос на миграциите и сега е можеби еден до некаде еден простор, но подреден на Кина, на Република Кина, Руската Федерација, на Иран, до некаде секако и тука ја рачунам и Индија, и други, БРИКС плюс, ШОС, и други регионални играчи, се отвараат економските можности преку тие северни рути, и тогаш и во економска смисла овој простор е Европа, Евроазија, Европа како велам од Атлантикот до Урал, Владивосток и далекиот исток, и понатака заедно со Кина во тоа што нарекува еден голем континент Евроазија, ќе ги искористи сите оние потенцијали од економски аспект, а тоа повлекува и сите политички, дипломатски, културолошки бенефити. Економијата е пред се и над се во однос на она што се нарекува кохабитација помеѓу различни народи, нации, етникуми, иако поимот нација е нов поим од 19-ти, ставно не средината на крајот на 18-ти, односно почетокот на средина на 19-ти век, најточно не да. Значи не е релативно млад концепт, но народите постоеле, се обликувал просторот по тоа како што нарекувала државата, ако просторот овде се нарекувал македонски или хумски, значи дека овде живеел македонски народ, и кога велам македонски народ, мислам на сите кои што произлегле од него, а сите тие сега го негираат. Така да не верувам во таа концепција на Дунав, преминување на Дунав преку Цевче, со Цевче, преку Дунав во 6-7 век, затоа што и сега тешко е да го препливаш Дунав, кој не живеел во Белград и не видел како е тоа неизводливо, а камоли во тоа време цели народи, тоест популација, во квантитет, тоа се сигурно можеби милиони луѓе го преминале Дунав со Цевче, тоа се приказни за мали деца. Миграциите постоеле, тоа во сите правци, и тогаш, и во средните векови, и ден денешен, а гледаме дека
ништо не се променило. Доаѓаат овде, одат од овде, се враќаат овде, значи циркулира народот, односно народите циркулираат и тоа не може никој да го спречи ниту со една политичка одлука, ниту со ѕидови, нити со Шенген зони, нити со ништо. И повторно тоа доаѓаме до прашањето, баш заради тие Шенген зони, ѕидови, огради, што све не, центри за реадмисија, доаѓаме до тоа, па тие луѓе не доаѓаат тука од лепе очи, доаѓаат затоа што имаат мак од војни кои што настанале сиромаштијата како продукт од тие војни во нивните региони. И нели имаат они право да си го побарат парчето леп, парчето среќа? Не е ли демократија да им се возможи да живеат нормално, интегрирајќи се во општеството, не сега да изигруваат талибани дојдени од пештери, планини, дошле во Европа и мораш да се интегрираш, да се некој кохезивен момент, да се интегрираш во европскиот начин на живот. Секако не губејќи од својот идентитет, но не и наметнувајќи го на домицилното домородно население на европскиот континент. Тоа демократија ли е да им се крадат правата да мигрираат во насока на и интенција на она што нарекува нивна желба за подобро денес и подобро утре и подобро заутре. Демократијата не е само збор кој што се изучува на правен факултет. Демократијата е да се чуе вашиот став, да се дозволи да го искажете пред се вашиот став, а во тој контекст, кога спомнуваме вашиот став, ете да им честитам на колегите, се отвори нова пилот програма, емисија од карактер лайф, значи во живо, еден одличен новинарски тандем го води овој проект и им пожелувам многу среќа и да им дозволат на гледачите да се вклучат со јавувања, не само со коментари на стриминг платформата, туку и со вклучување во живо, затоа што тоа е демократијата, да се чуе гласот на обичниот човек, што има да каже, што го тишти, да предложи нешто, а на властите е од тоа мноштво, од тие ситни гласови да се издвои нешто мудро и да се за добробит на општеството. Општеството припаѓа на сите нас. Независно дали е некој македонец, албанец, србин, турчин, влав, ром, египченец, хрват, црногорец, бошњак, дали е христијанин, муслиман, дали е евреин, дали е будиста, дали верува во Бога, дали не верува во Бога, дали е атеиста, гностик, агностик. Секој има право да си го искаже својот став и пак во функција на тоа да имаме некој кохезивен момент кој што сите нас ќе не придвижи, а ние ќе го придвижиме во општество да идеме напред за нашите поколенија, за нивните поколенија, за поколенијата после нив. Едноставно да оставиме еден подобар свет, поразличен од ова што го имаме денеска, еден свет на војни, прокси војни поточно, на омраза, себичност, на земјотреси политички, економски, географски, затоа што вака како што сме тргнале, кој нешто ќе остане за идните генерации. Драги гледачи, ви благодарам. Значи, ова беше само еден мало рекапитулар сите овие емисии во целој серијал, каде одиме,
што е со демократијата, дали е ова демократија и очекувам наскоро да продолжите да бидете дел од овој нов свет што го создаваме сите ние преку етерот и ви пожелувам убава вечер. Пријатно.